Првото прашање е поврзано со откриената фабрика за лични карти, пасоши, документи и афери. Господине Спасовски, според информациите од јавноста, а дел од нив и потврдени од страна на јавното обвинителство на Република Македонија, при претрес, по наредба на јавно обвинителство, а не на Министерство за внатрешни работи, во куќа на членови на СДСМ се пронајдени 120.000 украдени идентитети, пронајдени се фалсификувани пасоши на Република Македонија, Република Бугарија и Република Турција, за кои што веројатно дополнително ќе треба да се утврди за што се користеле турските пасоши, фалсификувани лични карти, 520 подготовки во програмата Корал за други лични карти кои што требало да бидат фалсификувани. Пронајдени се голем број на фотографии во компјутерите, дел од тие фотографии користени во претходната афера за лични карти, објавена во еден од вашите медиуми. Најдена е огромна апаратура за печатење на фалсификувани документи. Пронајдени се неколку компјутери кои што се користеле за оваа намена. Пронајдени се фалсификувани банкарски сметки и трансакции, кои што требало да бидат искористени како фиктивни и лажни афери, веројатно во текот на изборниот процес. Пронајдени се 78 панцирелеци, за кои што не знаеме каква цел имаат. Пронајдени се 70.000 или околу 70.000 снимани прислушкувани разговори во фолдер насловен СДСМ ЗАЕ. Тука би сакал да подсетам дека новиот кривичен законник кој што го изгласа собранието како плод на договорите во работната група во кој што преговаравме јас и вие, подразбира многу тешки казни за ова дело, посебно за оној кој што ги предал тие снимени разговори. Значи, поголеми се казните за тој кој што ги предал снимените разговори од тоа за тој кој што ги поседу. Но за тоа веројатно ќе треба јавното обвинителство да се произнесе. Во оваа афера се замешани неколку лица. За едниот од нив видовме фотографии на куси панталони во седиштето на СДСМ, сликан во работната канцеларија на вашиот председател господинот Зоран Заев, за кого што тој потврди дека е ваш член. Другиот човек сликан неколку пати со вас, кој што нескриено и после избивањето на аферата ве фали по социјалните мрежи дека сте прекрасен човек, човек со кого што имал изворедна комуникација и соработка во минатото. Дополнително на овие лица ангажиран адвокат во целиот процес е човек кој што е дел од раководството на СДСМ и кој што често застапува ваши членови пред државните органи. Жално е тоа што неколку дена ве немаше во јавност за да го изнесете вашиот став околу оваа афера, иако според она што го видовме од медиумите многу пати се обидувале да ве добијат. И жално е тоа што вие и пред да биде објавена аферата, јавно во интервју за радио Слободна Европа повикувавте да не се брза со истрагата. Кои биле причините, вие ги знаете. Пронајдени се дополнително фалц печати од повеќе правни лица. Пронајдени се администраторски пристапи до неколку веб портали, новински веб портали, кои што се блиски и соработуваат со вашата партија. Господине Спасовски, вие и сам кажавте дека немате појма за оваа акција на јавното обвинителство. И според новите закони не ни треба да имате. Заради тоа што ако сте имале, не верувам дека ќе била успешна акцијата на јавното обвинителство. Јас сакам да ве прашам директно и јасно. Дали и колку пати сте комуницирале со било кое од овие три лица? Дали господинот Захир Бекири, дали господинот Аннан Сума или братот на првиот? Дали и колку пати во текот на минатата пола година, година, 2 години сте комуницирале со овие лица и колку пати била таа ваша комуникација? Тоа е првото прашање. Второто прашање. Како што доликува на СДСМ, господине Спасовски, вие се решивте на ден пред Нова година
да направите незаконски упад во начинот како е поставено Министерството за внатрешни работи. Одлучивте да смените повеќе началници на сектори и одлучивте да унапредите над 10 веројатно ваши партиски лица, спротивно на Законот за внатрешни работи, зашто ќе ви кажам дополнително. Во Куманово назначивте за началник лице кое што досега било полицаец и досега не е видено во историјата на Министерството за внатрешни работи од полицаец на тоа ниво, да го унапредите толку скалило и да го назначите за началник на сектор. Тоа е невидено досега. Сите досегашни министри. Во Битола назначивте лице кое што исто така кога сте дошле на власт 2002 година било назначено за началник на секторот во Битола, но бил разрешен за само 6 месеци, заради тоа што имало постапки внатре во Министерството за внатрешни работи поврзани со издавање на дозволи, односно не издавање на дозволи за оружје. Вие повторно одлучувате тоа лице да го назначите за началник на секторот во Битола. Во Скопје назначувате човек кој што е класичен на партиска инсталација во СДСМ и формално тоа се докажува. Побарајте во архивите на Министерството за внатрешни работи, ќе видите дека токму лицето кое што го назначувате за началник на секторот во Скопје, во име на СДСМ, во минатото пријавувал митинзи и протести. Значи, во име на СДСМ. Тој се појавувал како организатор на протести и митинзи на Социјалдемократскиот сојуз, а вие го назначувате за началник на сектор Скопје. Поголема партизација од тоа не сум чул. Началник во Охрид назначувате човек за кој што не знаеме многу, освен што знаеме дека ви бил колега и близок пријател додека сте студирале во Скопје и чија жена била вработена во општина Охрид во време на вашиот градоначалник Ацо Петрески. Дали пријателските релации со вас пресудиле ова лице да биде назначено за началник на секторот во Охрид, вие најдобро знаете. Во Велес е назначен началник кој што никој не го знае. Не го знае ни колегата Маријан Николов, кој што во моментот не е тука, не го знае ни колегата Ѓорги Коџовашиев, не го знам ни ја, но тоа не е битно. Најбитно е што не го знае никој во Велес. И вие назначувате началник во Велес човек кој што не е од Велес. Затоа ќе ви судат и ќе проценуваат граѓаните на Велес. Не верувам дека во секторот за внатрешни работи во Велес нема квалитетни кадри и квалитетни лица кои што можат да ја обавуваат оваа работа, знаејќи го фактот дека секторот во Велес во минатите 7 години беше најуспешен според сите статистики. Вие не назначувате од секторот во Велес, туку носите надворешно лице кој што не е од Велес. Попатно, сопругот на господјата Ременска од инспектор во полициска станица Газибаба го унапредувате во генерален советник 4 нивоа. Спротивно на Законот за внатрешни работи. Да не злоупотребувам имиња, како што се трудам и досега. Да не ве молам, да не злоупотребувам имиња. Имате унапредено човек, еден за 5 места, спротивно на Закон за внатрешни работи. Друг човек имате унапредено за 7 позиции, спротивно на Закон за внатрешни работи. Трет човек имате унапредено за 5 места, спротивно на Закон за внатрешни работи. Четврти човек имате унапредено за 6 нивоа, за 6 места, спротивно на Закон за внатрешни работи. Понатаму, имате одредена господја, да не го злоупотребувам името, за 4 нивоа, спротивно на Закон за внатрешни работи. Одреден господин го назначувате, го напредувате за 3 нивоа, спротивно на Закон за внатрешни работи. И така натака, и така натака. Значи, господине Спасовски, вие на 7 ноември дадовте изјава, со која што кажав, да завршам мисла, односно прашањето да го финално формулирам. Со која што кажавте, вие во МВР нема да разрешувате, туку само ќе раководите и ќе контролирате. Господине Спасовски, овие разрешувања, не толку, но овие назначувања,
се чисто партиски назначувања.